Добар ден, јас сум Колева Блажица, наставник по математика и информатика во Основното училиште Климент Охридски Облешево. Наша денешна тема ќе биде периметар и плоштина на круг. За овој час ви е потребна тетрадка, прибор за пишување и компјутер поврзан на интернет. Часот се состои од 3 дела. Во воведниот дел ќе се запознаеме со основните елементи на кружница и круг. Исто така ќе се запознаеме малку подобро со бројот пи. Понатаму, во главниот дел ќе видиме кои се формулите за пресметување на периметар на кружница и формулата за пресметување плоштина на круг. На крајот имаме решавање задачи, односно примена на периметар и плоштина во секојдневниот живот. Да видиме сега на почетокот што е тоа кружница. Кружница е геометриско место на точки во рамнината кои се наоѓаат на еднакво растојание од една фиксна точка. Таа фиксна точка ја нарекуваме центар. Растојанието од центарот до било која точка до кружницата се вика радиус. Значи, радиус е отсечка која го поврзува центарот на кружницата со било која точка од кружницата. Друг важен елемент во кружницата е диаметарот. Диаметарот е отсечка која поврзува две точки од кружницата, но при тоа минува низ центарот на кружницата. По својата должина, диаметарот е еднаков на 2 радиуси. Односно, можеме да запишеме дека D е еднакво на 2 по R. Еден радиус, втор радиус. Да видиме сега што е тоа круг. Круг е внатрешноста на кружницата, односно тоа е геометриско место на точки кои се наоѓаат на растојание помало или еднакво со радиусот. Значи, сите точки што се наоѓаат на растојание помало или еднакво на радиусот. Или поточно, внатрешноста на кружницата заедно со самата кружница. Да видиме малку подетално кој е бројот пи. Бројот пи уште го викаме Рудолфов број или Архимедова константа. Се запишува со овој грчки символ. Според дефиниција, во евклидовата геометрија, бројот пи е дефиниран како односот на обиколката на еден круг и неговиот диаметар. Значи, обиколката врз неговиот диаметар. Таа обиколка ние ја викаме периметар. Или можеме да напишеме и вака, дека бројот пи еднакво на периметарот врз 2R. Бројот пи, инаку, е бесконечен децимален број, кој што не е практичен за секојдневна работа и затоа користиме негова скратена верзија, односно заокружен на 2 децимали, тоа е вредноста 3,14, значи пи еднакво на 3,14. Во чест на бројот пи имаме и пи деј, односно денот пи, а тоа е 14 март. Да видиме сега како се пресметува периметар на круг. Да се потсетиме, рековме дека бројот пи представува периметарот
L врз неговиот диаметар. Тоа е еднакво на L врз 2 пати по R, каде што R е радиусот на кружницата. Од тука следи дека L е еднакво на 2 по R по P. Значи, тоа е формулата за пресметување периметар на кружница. Одиме понатаму. Да видиме сега како се пресметува плоштина на круг. Да појдеме први од она што го знаеме, а тоа е периметарот на кружницата. Рековме дека периметарот е еднаков на 2 по R по P. Значи, периметарот, рековме, е 2 по R по P. Сега, ако еден круг со радиус R го исечеме на исечоци во вид на триаголници, кои се спојуваат во неговиот центар, и потоа го развиеме вака во лента, ќе го добиеме ова. Таа лента ќе има должина 2rp, колку што е периметарот на кругот. А исечоците имаат висина еднаква на радиусот на тој круг. Ќе добиваме следнава ситуација. Ако сега од овие исечоци, половината од нив, ги завртеме со врвовите надолу и ги ставиме врз првите, ќе добиеме нешто слично на ова, а тоа најмногу ни личи на правоаголник. Оваа лента сега што ја добиваме, представува лента со должина половина од оваа првата. Значи, ако првата беше со должина 2rp, втората е со должина rp. Овој правоаголник сега би имал плоштина едната страна по другата страна, а тоа ќе биде rp по r. Значи, rp по r. Тоа е еднакво на r на квадрат p. На тој начин ја добивме формулата за плоштина на круг. Сега, ово што го објаснивме во вид на видео, го имате на YouTube на следниот линк. Одиме понатаму. Да видиме сега како ќе решиме оваа задача. За да решиме оваа задача, треба да се потсетиме на формулата за периметар на круг. Проблемот е следниот. Ако велосипедист вози по кружна патека со радиус од 50 метри, колку метри ќе помине ако направи 10 кругови? Значи, најпрви, што треба да направиме? Да видиме колка пат ќе извози велосипедистот ако направи еден круг. Значи, L1 би било, според формулата, 2 по R по P. И тоа ќе биде 2 по 50 по 3,14. Односно, L1 ќе биде еднакво на 2 по 50, 100, 100 по 3,14 е еднакво на 314 метри. Сега, ако направи
10 кругови, тогаш L ќе биде 10 по 314, тоа е еднакво на 3140 метри. Значи, да повторам, најпрви ја присметуваме должината на еден круг. Должината на еден круг, рековме дека е 314 метри. А потоа, кога 314 ќе помножиме по 10, ќе видиме колкав пат поминал велосипедистот ако направи 10 кругови, а тоа е 3140 метри. Одиме понатаму. На сликата гледаме еден круг, внатре друг круг и внатре еден квадрат. Страната на квадратот е 10 см, а нашата задача е да пресметаме колку е плоштината на обоелиот дел од квадратот. Да анализираме малку и што заклучуваме дека за да го решиме нашиот проблем, ние треба најпрви да ја пресметаме плоштината на квадратот со страна 10 см, потоа од таа плоштина да ја извадиме плоштината на кругот кој што е необоен. Што ни е потребно за да ја пресметаме плоштината на овој круг? Се разбира, радиусот. Радиусот на овој круг е половина од страната на нашиот квадрат, значи радиусот ќе биде 5 см. Драги ученици, мислам дека оваа помош беше доволна. Предлагам понатаму задачата да ја решите сами како домашна задача. Благодарам.